Во средата, во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во просториите на новата мултимедијална читалница беше промовирана јубилејната монографија 75 години танец. Монографска презентација на архивската граѓа од архивот на Националната установа Ансамбл за народни игри и песни танец. Вечерва не само што промовираме една извонредна книга, туку и славиме 76 години посветеност, 76 години историја, 76 години љубов кон македонскиот фолклор. Јубилејната монографија 75 години танец, монографска презентација на архивска граѓа од архивот на НО Ансамбл за народни игри и песни танец е многу повеќе од збир на страници. Таа е ризница на документи, фотографии и сведоштва кои документираат секоја важна етапа од нашето постоење од 1940 година до ден денес. Ова капитално дело, создадено од темелно истражување од страна на авторите, етнологот и антрополог Светлана Кирик и професорката Мирјана Мирчевска, е нашиот подвижен музеј преточен во книга. Тој е доказ за нашата културна мисија, која како значаен презентер на македонското фолклорно творештво дома и низ светот. Но танец не е само институција. Танец е душа, страст и заложба на илјадници луѓе. Оваа монографија е посветена токму на нив. Автори на монографијата се Светлана Чирич и Мирјана Мирчевска, а промотор на истата беше Благица Илич. Исклучителна е можноста да се промовира културолошкото и историското милје на Националниот ансамбл за народни песни, игри и танец, кој што вечерва низ 240 на страници ќе обележи 75 години традиција, историја, но и уметничка вредна оставштина која што овој национален символ ја гаеше овие години. Станува збор за монографијата, како што и директорката и моите колешки најавија, 75 години танец, архивска граѓа од ризницата на овој ансамбл. Сите претходни монографски изданија се навистина вредни за почит. Ова е петото поред издание, кое што има еден поразличен концепт. Значи, освен наративниот и фактографскиот податок, нуди еден сериозен квантум, можем да кажам, од статистичко хронолошка податливост и аналитика и главни заложници за секако за тој момент се авторите Светлана Кирик и професор доктор Мирјана Мирчевска. Ова значајно издание, кое го трасира богатиот пат и наследството на танец во текот на 7,5 децении, представува ризница на документи, фотографии и сведоштва за неговата културна мисија како незначаен презентер на македонското фолклорно творештво. Ова дело не е само монографија. Ова е запис на нашата колективна меморија. Жива хроника, што сведочи за 7,5 децени уметнички стремеж, творечки елан, несебична посветеност на генерации играорци, кореографи, пејачи, музичари и културни дејци. Токму преку ова архивска граѓа, фотографии, ракописи, кореографии, нотни записи, програми, патеписи и сведоштва се испишува животна хроника на танец. Неговите почетоци, неговите успеси, неговите меѓународни триумфи, неговиот огромен придонес кон зачувувањето и презентацијата на македонскиот фолклор. Како автор, мојата мисија беше да го осветлам богатството што го поседува овој архив, да го подигнам од неговата тивка живеалка и да го преточам во монографија што зборува лесно, достоинствено и трајно. За ова издание сакаме да им одадам почит на сите што оставиле свој белег на оние што ги создадоа кореографиите, што денес е класика, на оние што ги пренесоа урата и песните, што денес е репертуарско благо, и на оние што го понесоа танец како знаме на културниот идентитет на Македонија низ светот. Да се истражува архивска граѓа е една тешка и макотрпна работа. Тоа се купишта хартии
кои треба да процените вредат или помалку вредат. Невредни работи, невредни текстови или предмети во архивите нема. 75 години постоење на било која институција е голем работен век, а особено на институција од овој карактер, каде што е уметност во прашање, ама не само чиста уметност која зависи од креацијата на оној кој ја прави, туку од верното презентирање на она што треба да биде поставено на сцена и да биде видено на сцена. Може тоа да биде изворно сосема, а може да биде обработено и да биде направено онака како што треба. Танец 75 години го прави тоа успешно, многу успешно. Небиела е еден од трите ансамбли во некогашната голема држава која одлучи да оформи ансамбл на народни песни и игри овде кај нас во Македонија, заедно со ансамблот Коло и Ладо, Коло од Белград и Ладо од Загреб. Честитки за 75 годишниот јубилеј на сите кои се сега во танец и на оние кои поминале низ танец, зашто да не биле тие што поминувале низ танец и што придонеле за неговиот развој, не би стигнал танец до ова ниво до кое е сега.